опишувам безбедноста во државата, првата работа е оружјето и опремата. Значи, ние немаме борбени хеликоптери, ги дадовме на Украина. Немаме борбени авиони, ги дадовме на Украина. Немаме тенкови, ги дадовме на Украина. Значи, тоа се случи последниве 2-3 години. Борбената авиација е, светот се владее со борбена авиација. Погледнете Америка, погледнете Русија, погледнете све. Небото го владееш со све. Значи, ракетни системи, такви работи. Сега купуваме нешто, не можам да коментирам колку се тие способни или не. Гледам каква е моменталната состојба и тоа што сум го видел и доживел додека сум бил во армијата. Од втор аспект, човечкиот фактор, пак ќе речам, моралот. Кој е на прва борбена линија? Војниците. Моралот е сведен на нула. Понижување, деградирање, мобинг, малтретирање, мали плати, мали примања. Услови катастрофални. Како ќе го мотивираш ти тој човек да ја брани државата? Едноставно сите идат на работа само колку да имаат примања, да преживеат месецот и да однесат дома на своите семејства. Кога завршува тоа, а знаеме кога завршува на 45, си заминуваат со семејствата. Мене ми се јавуваат луѓе од горе, од Словенија, Италија, Австрија, Швајцарија, од Германија, Шведска, Полска, Чешка, од Франција, возат камиони, работат по фабрики, берат овоше и што све не работат професионални војници, кои што другите армии НАТО ги задржуваат, сите околу нас ги задржуваат до пензија, сите го користат нивната обука, нивниот капацитет и така натаму, али кај нас тоа е сведено на нула. И трет фактор кој што сметам дека ја нарушува безбедноста, за нешто што сум реагирал на многу места, е тоа што нефункционалноста на безбедносните служби во армијата и воопшто во државата, како што се АНБ, разузнавањето, војната безбедност. Има едно лице кое што е поранешен припадник на армијата, а сега не вработен во армијата, но има контрола над 1500 телефонски броеви кои што ги користат припадници на армијата. Телефонски броеви кои што може да ги контролира кога сака да ги уклучи, да ги исклучи и да ги контролира нивните повици, каде е звонето, што е звонето и така натаму. За ова работа знае безбедноста, знае АНБ, знае разузнавањето, министрите, сум го зборувал во изминативе години, никој не презема ништо. Значи може да замислите вие надворешно лице, а да има контрола на нешто што може да биде катастрофално во период кога што армијата ќе биде искористена. Значи до тој степен има незаинтересираност, до тој степен има нестручност, од кои причини не знаеме, дали политички, дали вакви, дали такви, но ова се информации кај што им се доставени податоци на нив и не реагираат никој. И сега кога ќе ги споите сите елементи и многу други елементи има кај што не сум ниту стручен да ги кажам, а они ги знаат повише, ниту па некои работи не можам да ги кажам, ќе видите дека идеме надоле. Не треба народ да го плашиме дека држава не е безбедна, далеко од тоа. НАТО сме сигурно тој сојуз ќе не брани од некој агресор, најверојатно околу нас таков агресор немаме, бидејќи нели сите ни се пријатели околу. Немаме ние, сега сме сите пријатели. Добро соседски односи имаме со сите. Не би требало никој да не нападне, но секоја држава околу нас, од тие соседи, многу вложува во армијата. Тоа што го зборевме во теков на емисијава. Во плати, во опрема, во се друго. Но ние назадуваме. И у тоа назадување треба секој да си види, да си процени дали се чувствува безбедно или не. Не треба да измислуваме некој агресор или некој напад. Едноставно,
Видете ја ситуацијата во армијата. Перница нема. Неисправни возила.